Минатиот пат откривме која е таа добра земја. Сеќавате ли? Крај Голготскиот крст. И видовме дека треба таму да се засадиме, таму да умреме, за да вродиме со плод. Ова ќе биде продолжеток на таа тема, малку во поинаков правец, односно се сеќавате, тогаш не се зафативме многу со параболата за сејачот и семето, меѓутоа сега токму од таму ќе стартуваме и подоцна ќе се навратиме да ја погледнеме малку од поблизу. Значи во Матеј 13 глава е запишена оваа парабола. Значи Матеј 13 глава од 3 стих ќе читаме. Им говореше многу во параболи, велејќи, ете, сејач излезе да сее. И кога сееше, некои зрна паднаа покрај патот, и птици дојдоа и ги исколваа. Други паднаа на камени места, каде немаше многу земја, и набргу никна, зашто немаше длабока земја. А кога изгреа сонцето, изгореа, и бидејќи немаа корен, се исушија. Други паднаа меѓу трње, и трњето израсна и ги загуши. Други паднаа на добра земја и дадоа плод, едното 100, другото 60, а третото 30. Кој има уши да слуша, нека слуша. Верувам дека денеска имаме сите уши и сите ќе послушаме поуката од Божјата реч за денеска. Кој е овде сејачот? Веднаш да одговориме на ова прашање. Мислам дека е јасно кој е сејачот. Исус Христос, Господ. Сега пак ќе се навратиме на некои од стиховите што ги читавме минатиот пат. Битие 2.8. Господ е тој кој што сака да засади и да никне и да даде плод, богат плод. Уште на самиот почеток засадил, поставил градина во Едем. 2.8, значи, Битие. И Господ Бог насади градина на исток во Едем и таму го смести човекот кога го обликува. Во другиот превод, оно што на почетокот сакаме да го поставиме како вовет, и го дава одговорот. Овој стих гласи поинако малку. Место Едем е спомнат рај, рајска градина. Едем е всушност Божиот рај. Еве, за да го покажеме тоа, преку уште еден стих во Откровение 2.7, ќе читаме. Откровение 2.7 во пораката до Ефеската црква, стихот гласи, вториот дел од стихот, значи 7 стих, на оној кој победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. Знаеме дека среде Едем, Бог го поставил дрвото на животот. Значи Едем, кога станува збор за Едем, се мисли на Божиот рај. Господ, како да го симнал рајот небесен и на земјата, за да може, значи, нашите прародители Адам и Ева да уживаат. И не само да уживаат, туку и целиот тој амбиент да им биде за пример, да им биде, ќе видиме што да им биде. Еве, Псалм 19.1. Да отвориме во 19. Псалм, првиот стих. Многу добро познат стих и гласи вака: небесата ја раскажуваат Божјата слава, небесниот свод го навестува делото на неговите раце. Обично кога го читаме овој стих, под небеса го разбираме небото, оној свод што го гледаме над нас, и многу добро се вклопува, ако се сеќавате порано кога зборувавме за тоа беше едно моје размислување, зашто небото е сино, зашто можеби нема некоја друга боја, па јас тоа го поврзав со, сеќавате со што? Законот бил напишан на 2 плочи од сафир, син сафир, па знаете дека на израелците им било заповедано да она облека доле на рабовите има сина врвца, кој што ќе ги потсеќа на Божиот закон, а Божиот закон е препис на Божиот карактер, на неговата слава, па така некако ми се поврза тоа и небото, кога гледаме кон небото,
Гледаме синило, за да не подсеќа токму на Божиот карактер. Меѓутоа, на овој стих не се однесува само на таа небеса. Што зарем небото, каде што е Бог, каде што неговиот престол не е одраз на неговиот карактер, не зборува, не раскажува за Божјата слава? И како ако ова раскажува, колку повеќе тоа? Значи, тој Едем, небески Едем, е одраз на Божиот карактер, меѓутоа Бог го поставил и тој земски Едем како одраз на Божиот карактер, да представува одраз на Божиот карактер. И сега замислите, Адам и Ева се во една таква атмосфера, во една таква средина. Не случајно. Сушно, секој едно создание, Божие создание, ја одразува природата на Создателот. И сега малко да се подсетиме за Луцифер. Каде тој се наоѓал? Во Езекијел 28 глава, непознати стихови ги читаме. И ако ова го немавме предвид, дека Едем е Божиот рај и дека може да се мисли на тој небесен рај, овде може би малку ќе се збуневме, затоа што стиховите во Езекијел, кои што го опишуваат Луцифер, во 28 глава, значи од 13 стих, гласат вака. Во Едом овде вели. Се мисли на Едем. Во Божјата градина живееше ти, твоето облекло беше украсено со секаков сар, топаз, дијамант, така натаму. На кого се мисли? На Луцифер. Каде живееше? Во Божиот рај, во Божјата градина. И за жал, 14 стих вели, те поставив како раскрилен херувим, заштитник беше на светата Божја гора, одеше среде огнено камење, совршен беше по своите патишта од денот на своето создавање, доека не ти се зачна беззаконие. Значи, Луцифер ја на некој начин ја упропастил таа небесна атмосфера, ја извалкал, го извалкал тој совршен приказ, образ на Божиот карактер, кој што, значи, се одразувал и во таа градина небесна, па и во оној Едем земски. И нормално, сето тоа тој успешно го пренел, го расторил, значи и доле. Морал да излета, значи да лета буквално од тој Едем, како што Адам и Ева морале, откако сгрешили, го послушале него, да летаат од Божјата градина, земската Божја градина, земскиот Едем. И сега, дали можеме Едем не е пример за тоа какви треба да бидат нашите срца? Ако веќе Едем е одраз на Божиот карактер, дали можеме да кажеме дека Едем треба да не биде и пример за тоа какви треба да бидат нашите срца? Дали може да најдеме некоја врска во стихови каде што ни се кажува дека таа градина всушност е срцето наше? Сега гледаме од еден поинаков аспект, за разлика од минатата сабота. Еве, во Битие 1 глава, ќе отвориме пак, и ќе читаме 27 и 28 стих. Битие 1, 27 и 28. Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско, и Бог ги благослови им рече, Бог, плодете се, множете се и наполнете ја земјата и починете ја, владите над рибите во морето, над птиците и над целиот жив свет. Таа плодна едемска градина требало да ги научи, односно да им укаже на тоа и тие да се плодат, да се множат, да бидат плодни, како и самиот Едем. Но не само тоа, во 2 глава 15 стих, интересен израз се користи. Господ Бог го зеде човекот и го постави во Едемската градина, за да ја обработува и да ја чува. Како да ја чува? Дали се скавате на еден стих во Библијата кој што ни порачува нешто друго дека треба да чуваме? Пред се, што треба да чуваме? Срцето наше. Пословици 4.23. Пословици 4.23. А над се чувај го своето срце, зашто животот извира од него. И не само овој стих. Може да отворим во Матер 13 глава, во самиот дел, каде што Исус ја толкува параболата, за која што станува збор, значи денеска, и да видиме што кажува овде, Матеј 13 глава, ќе се навратиме значи, на толкувањето на параболата, меѓутоа е сега во контекст на ова, дека таа градина, всушност, го представува нашето срце. 13 глава, односно треба да го представува. Нашето срце треба да биде
како таа градина едемска. 13 глава Матеј 19 стих. Кога некој го слуша словото за царството, значи ова е објаснување за она семе што паднало покрај патот, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце. Че видите, не станува збор овде, параболата не е, Исус често пати земал такви примери од природата, од она што се случува, од сејачот и семето, ама за да укаже на нешто друго. На срцето. Ѓаволот, целата парабола всушност ќе видиме после дека е борба меѓу Господ и ѓаволот. Бог сака да направи од нашето срце едемска градина, а ѓаволот сака да не се случи тоа. Туку таа градина под наводници да биде урасната у коров, у трње, у било што, само да не е едемска градина. Или еве Лука 8.15, тоа е паралелниот текст на оваа парабола, Лука 8.15, каде што, кој што стиг го читавме минатиот пат, мисли чини, 8.15, овде пак е толкувањето на оние што она семе кој што ќе падне на добра земја, и овде се вели исто овој стих, а она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го чујат словото, го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод во трпение. Значи, еве гледаме, можеме да земеме дека Едем ни е пример за тоа какви треба да бидат нашите срца. Во Едем било се совршено. Е сега, ако ние сме градинари, ако имаме една градина, бавче, како сакате, сигурно не би сакале да таа градина е исполнета со трње, со коров, со троскот и со сите оние работи кои што всушност го попречуваат растот на, или оно што сме го засадиле таму, кој што сакаме да извадиме плод. И токму гревот, како што читавме минатиот пат, го донел тоа. Гревот ги донел трњата и, еве да се подсетиме 3 глава Битие, 17 до 19. На човекот му рече, затоа што го послуша гласот на својата жената, јадеше од дрвото за кое ти заповедав, велејки, нека јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе, во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ќе ти раѓа трња и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ќе јадеш хлеб, доека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Ево проклетството, со појавата на гревот, се појавуваат трњето, троскотот, чичката. И сега, градинари сме, имаме градина. Што би се случило ако фати некоја мрза или па, немаме никаква корист и оставиме градината? Што се случува? Две нешта ќе се случат. Или тоа ќе обрасне во некои треви, во трња, во не знам што, иначе ќе стане дивина, буквално. Или пак ќе опусти, ќе запусти. Без вода, без ништо, пустина ќе стане. Сега, дали човечкото срце, всушност, состојбата на човечкото срце не е такво? Зборам за необратена личност. Значи, човекот се раѓа див по природа. Буквално, ние сме како зверови. И бараме среќа, бараме не знам што, и на крајот пустелија. Сте се чувствувале сигурно пред да го побарат, односно, пред да го најдете Господа, сте се чувствувале сигурно пусти, празни во срцето. Баш како што и оној опис на почетокот, знаете, кога пред Бог да почна да создава, првиот стих што вели таму? Вториот стих, односно, земјата беше пуста и празна и темнина се простираше над бездната. Ете, тоа е состојбата на човечкото срце. Без Бога. И интересно е, си размислувам, и ако оставите градината да обрасне во трева, постои опасност да тука налетата некоја змија и на, не знам, разноразни зверки кои што не ги посакувате, да ги видите, а и пустината е место каде што уживаат да бидат и живеат змиите. Пустината, дивината е територијата на ѓаволот. А Господ сака да ние бидеме едемска градина, плодна едемска градина.
И не случајно, може би не случајно, ако размислуваме вако во овој правец, интересно е што, зашто Бог, за да ги однесе израелците во Ханан, кој што пак минатиот пат видовме дека е една слика на Едем, на рајот, ги носел низ пустина? Тука поминувало, нели, меѓу тоа, па дори 120 години, колку. Ние сме 120 и кусор, веќе 30. Зошто? Може би, сакал да им покаже, еве, вашите срца се вакви, како оваа пустина, а мој план е, јас сакам, моја желба е, да ве однесам во Ханан и да бидете како Ханан. Едемска градина, всушност, да бидат вашите срца. И друга интересна работа е, зашто Јован Крстител, претечата Исусов, оној кој што требало да го подготви за доаѓањето на Месијата, проповедал каде? Во пустината проповедал. За да после дојде Исус и се соочи со оној чија што територија е пустината, токму на негово тло. Сеќавате каде Исус се соочил со ѓаволот? Каде она била оној силен судир? Во пустината. Вели, Светиот Дух го однесе во пустината после неговото крштевање од Јован Крстител. Зошто? Каде се појавил гревот? Каде ѓаволот постигнал успех? На Божијата територија. Во Божиот Едем, во Божијата градина. И сега Исус ќе му го зададе ударот на ѓаволот на негова територија. Во пустината, затоа што пустината е територијата на ѓаволот. Ѓаволот се што сака од нас е да не запусти, да не направи зверови. Диви во срцата да бидеме. И сега интересно е во Марко, ако отвориме во првата глава, откако се случили овие настани, откако Исус бил одведен во пустината и извојувал победа, намерно се случува ова, бил одветен од Светиот Дух во пустината, за да му го зададе оној удар на ѓаволот. И сега што се случува во 14 стих од Марко 1 глава. И откако Јован беше предаден, Исус дојде во Галилеја, проповедајќи го Божието Евангелие. И изборуваше, времето се исполни и наближи Божието царство. Покајте се и верувајте во Евангелието. Ги потенцирам овие збор. Евангелие. Верувајте во Евангелието. Исус тргна да го проповеда Евангелието после ова. Зошто? Зато што тука е клучот. Тука е решението. Да од таа пустина, да од таа дивина, Господ може да направи една едемска градина. И сега сме кај параболата. Значи, отваряме во Матеј 13 глава. Ако сејачот е Исус, што е семето? Божјата реч. Затоа ни кажува Лука 8.11, значи оној паралелен текст, што е? Лука 8.11, еве да го прочитаме. Лука 8.11 вели, а ова парабола значи, семето е Божјето Слово. Сега, 13 глава Матеј. Ако семето е Божјето Слово, ако Исус е сејачот, зошто навидум изгледа дека во оваа парабола Исус се расфрла со семето? Зошто Исус го фрла семето таму покрај пат? Зошто Исус го фрла семето на камените почвата? Затоа што поентата на оваа парабола дека семето има потенцијал. Силата, решението е во семето. Тоа е тоа кој што ќе ја направи почвата добра. Словото. Значи, Исус сака да допре до оние кои што се налик на покрај пат, со камени срца и така натаму. Сака да допре до сите нив. Не е дека се расфрла. Еден стих вели таму во Исаија, кај беше дека не паѓа напразно Божјето Слово, никогаш. Значи, не се расфрла со семето. Нема смисла поинаку параболата која гледаме. Значи,
целата на Исуса е проповедање на Евангелието. Тој тргнал да го проповеда Евангелието, да го сее Божјето Слово, со цел да ги промени тие камени срца. Или тоа тло кој што е обраснато со трње, таа дивина, од таа дивина да направи една прекрасна едемска градина. И сега толкувањето, значи, на овој стих, четвртиот, да го прочитаме пред четвртиот, и кога сееше некој зрна паднаа покрај патот, и птици дојдоа и ги исколваа. Што е ова птици дојдоа и ги исколваа? Ако знаеме дека ова е Божјето Слово, настојувањето да Исус направи од тие, таквите, Божја градина. Ви реков, борба меѓу Исуса и ѓаволот. Исус сака да направи од вас Божја градина, едемска градина, ѓаволот не сака тоа да се случи. И еве, ѓаволот, знаејќи го потенцијалот, што го има, силата што ја има Божјето Слово, веднаш, не губи време, веднаш доаѓа ги праќа своите гаврни, да кажам, под наводници демони, па може и луѓе да ви прати, и да го исколваат тоа семе, тоа слово, за да не се случи таа преобразба ке вас. И значи, еве го толкувањето во 18 и 19 стих, и така чујте ја вие параболата за сејачот, кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце. Значи, таа нива, тоа тло е срцето, Словото Божие е семето, сејачот е Исус. И сега, што сака Бог да постигне? Да читаме во Псалм 119-130. Псалм 119-130. Се още сме кај првиот пример на тло, на семе кој што паѓа покрај пат. 119-130, Псалм. Послушайте го овој стих, вика: објаснувањето на твоите зборови просветлува, ги вразумува простодушните. Забележавте во толкувањето дека тоа се оние кои што го слушаат Словото за Царството, го повторувам 19 стих од Матеј, а не го разбираат. А стихот во Псалм 119-130 вели дека Словото Божие вразумува. Господ тоа сака да го постигне кај оваа прва група. Дојдеме кај втората група во Матеј 13 глава 20 и 21 стих е толкувањето. Тоа ни е битно. Значи, на камено тло. Кај што ќе никне на брзина, ама поради недоволна влага, недоволна, значи, длабочина на почвата, која ќе огрее сонцето, вели, тамо ќе се исуши. Тоа се тие, значи, а во посејаното на камените места е оној, 20 стих, кој го слуша Словото и веднаш го прима со радост, значи воодушевен од тоа што го слуша, но нема корен во себе и привремене, и кога ќе настане неволја или гонење заради Словото, веднаш се соблазнува. И кажавме, Исус не се расфрла со семето. Го фрла и о камените тло, затоа што семето е силно. Еремија 23.29. Еремија 23.29. Почвата станува добра, земјата станува добра поради семето. 23.29. Еремија. Не е ли мојот збор како оган, говори Господ, не е ли сличен на млад, на чекан, што ја крши карпата? Дали има сила, дали има моќ Словото Божие да го промени тоа камено срце во нас? Па да не забраваме, да се сетиме и на Езекијел 36.26, познат стих, кај што вели, јас ќе го извадам каменото срце од вас и ќе ви дадам срце од месо и ќе го врежам законот, ќе ви дадам Дух Свети и така натаму. Таа сила го има Словото. Ја има Словото. Еден интересен факт. Минатиот пат спомнавме нешто, меѓутоа, кога сме сега зборуваме за каменито тло, каде беше закопан Исус? Во каква земја беше закопан? Рековме тогаш во градината. Зашто тоа било градина таму, било близу Голгота. Меѓутоа, во каква земја беше закопан Исус? Во камен, всушност, не во земја, во камен. И го задржа каменот, го задржа римскиот печат, ништо не можеше да го задржи.
Зошто? Затоа што самиот Исус е тоа Слово, кој што има сила и мок. Да расцепи и карпата и се, и да го промени каменото срце. И сега во 22 стих ја имам и онаа трета состојба. Вели, а посејаното меѓу трње е оној кој го слуша Словото, но грижите за светот и измамата на богатството го загушуваат Словото и станува неплоден. Значи, од немарност градината станува дивина. Повторно кај тоа. Како, јас мислам предвреме одговорим, меѓутоа како станува една градина, односно од каде трњето во градината? И па ако не идете редовно и да плевите, како се вика тоа, да копате, да обработувате, ќе се појави трње. Значи, сте рамнодушен, поспан, невнимателен. Да отвориме во Пословици 19.15. Пословици 19.15. Пословици 19.15. Овој стих гласи вака: мрзливоста навлекува врз човекот длабок сон и неработливата душа гладува. А погледнете сега Пословици 24 глава, 30 и 31 стих. 24, 30 и 31. Поминував покрај нивата на некој мрзливец и покрај лозието на некој безумник. И ете се беше зарастено во коприви, трњето ја покриле површината и камената ограда беше разурната. Ако сме поспани, значи може би ние и сме го прифатиле Словото, сме го разбрале, значи не сме како оние првите, може би сме поминале низ многу маки, низ проблеми и тоа сме го успеале да поминеме, меѓутоа еве сме се успале, сме заспале, сме рамнодушни и тогаш непријателот стапува на сцена, тој е оној кој што цело време се бори да од нашата градина да ја растори едноставно. Стане дивина. Да биде обрасната со трња. Повторно Словото ја има таа главна улога овде и силата. Евреите 4.12 вели дека е живо тоа Слово, да ве разбуди, да ве воскресне од таа духовна поспаност. Повторно Словото. Значи, дали заблежуваме дека добрата земја е како резултат на делувањето на семето, на Словото. Таа едемска градина може да биде и да се случи само ако се прими Словото. Односно, рековме, што е всушност Словото Божие? Рековме, Исус отишел да го проповеда што? Евангелието. Прочитаме на текст во Јаков 1.21. Јаков, послание Јаково 1.21. Овде стои вака: затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото слово кое може да ги спаси вашите души. Не случајно овде Јаков употреба израз насаденото слово во вашето срце. Како го всадуваме тоа слово во нашите срца? Нормално. Треба да проучуваме, да читаме, да бдееме над Библијата, на таа Божја реч која што значи спасение за нас. И сега доаѓаме повторно кај оној момент, кај Голгота. Зошто Голгота е добрата земја? Зошто таа земја е толку плодна? Веројатно таму мора да е семето. Таму мора да е Словото и тоа би кажал Евангелието. Целото Евангелие ви е таму. Каде го гледаме на Голгота Евангелието? Еве спомнавме дека дури трите обреди кои што Исус ги воспоставил, па не ги оставил на нас и ние ги практикуваме, укажуваат на Голгота. Сите три, ако размислете. Па што е всушност Евангелието? Зошто Павле вика, повикува, тој сами откажува за себе дека го проповеда Христа распнатиот, па и повикува сите ние да го проповедаме Христа распнатиот. Па тоа е Евангелието. Зато таа
почва е плодна, затоа таа земја е добра и раѓа со плод. Тука е Евангелието, крстот Голготски, Исус, жртвата. Тоа е Евангелието, всушност. Тоа е таа добра вест за секој. И еве да отвориме на крајот, при крај сме, во прво послание до Коринќаните, да видиме како Божјата реч го поврзува ова. Прво послание до Коринќаните 1.18. Овие стихови порано сме ги читале, и тоа неколку пати. Прво послание до Коринќаните 1.18. Зашто словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, а за нас, кои се спасуваме, Божја сила. Каде го среќаваме овој израз Божја сила на друго место? Словото за крстот е еднакво на Божја сила. Равенки ќе си правиме сега. Словото за крстот е еднакво на Божја сила. Римјаните 1.16 што вели? Евангелието е еднакво на Божја сила. Тогаш, словото за крстот е еднакво на Евангелие. Тоа е Евангелието. Затоа таа почва крај Голготскиот крст е плодна. Затоа тука ние треба да се закопаме, да умреме со своето јас. Меѓутоа, еве и денеска свативме дека целата работа е во семето, во Словото, кое што треба да биде засадено во нас, за да од таа дивина, за да од таа пустина направи на прекрасна едемска градина. Она што Господ сака да го направи од нас, од нашите срца, од нашиот карактер, всушност. И на тој начин, како што Едем небесниот и земскиот биле одраз на Божиот карактер, така тогаш и ние, нашиот живот, нашиот карактер ќе биде одраз на Божиот карактер. А тоа Господ го сака и го очекува. Нека му е слава на Бога за сето она што го прави за нас. Амин.